Mnet. Почитувани гледачи, добра вечер. 20 часот и 30 минути почеток на новото издание на емисијата Зум анализа. Вечерва со нас во студиото на Имнет телевизија е Роберт Аџи Петров, оделение за образование при општина Штип. Добра вечер и добро ни дојдовте. Добра вечер и од мене. Ви благодарам на поканата. Ми представува на вистина чест и задоволство што сум ваш гостин. Поздрав и до вашите гледачи и се надевам дека ќе го задржиме вниманието со разговор на една тема која што е доста актуелна деновиве. Така, пред почетокот на новата учебна година, меѓутоа и приемот на правачињата кој што беше денеска во 5 основни училишта на територија на општина Штип, веќе бројка која изминатите денови се постојано дискутира во јавноста, во медиумите, има запишано околу 400 правачиња, плюс минус. Што значи ова? Дали оваа бројка е стабилна ако направиме споредба со годините претходно? Па да, вака прво би сакал да на сите деца кои што денес се во прво оделение, тоест на правачињата, да им посакам успех во учењето. Се надевам дека од денес училиштето е нивен втор дом. Се надевам дека тие еден ден ќе видат наша гордост, па така да им посакувам среќа и успех. Инаку во делот на бројот, да, бројот е нешто над 400 правачиња распоредени во 5 основни училишта на територија на општина Штип. Тоа е една бројка која што е константна во претходните години. Значи имаме стабилен број. Секако дека би биле стрекни доколку овој број во иднина се зголеми, имаме доволен капацитет за тоа. Но она со кое што располагаме во моментот е доволно, така да им посакувам повторно успех на правачињата. Во изминатиот период видовме и барања од сите, еве ќе се задржиме на основните училишта, од сите 5 основни училишта да се формираат паралелки со помал број на ученици. Тоа значи дека бројот треба да биде под оној кој што е во минимални граници. Колку е минималниот и максималниот број на ученици во основните училишта, а какви беа барањата од страна на училиштата? Вака, значи барањето за формирање на паралелки со помал број од законски утврдениот со законот за основно образование е традиционално нешто што се случува последните неколку години, така да основните училишта на територија на општина Штип постојано бараат прво до Министерството за образование, потоа и до Советот на општина Штип како основач на училиштата дозвола да формираат паралелки со помал број од оној кој што е утврден во законот. Согласно законот за основно образование, таа бројка се движи од 20 до 30, што значи дека 20 е минималниот број кој што треба да биде во едно оделение, додека пак 30 би бил максималниот број кој што може да биде во едно оделение. Она што е карактеристично за нашите училишта дека најчесто тој број не можат да го достигнат и затоа се бараат тие барања, се доставуваат барања за дозвола да формираат паралелки под 20 ученици. Она што е карактеристично е дека не сите училишта го имаат овој проблем, значи некои од училиштата во зависност од географската локација во градот со текот на годините варираат, па така да може во една година да го имаат проблемот, во друга година тој проблем и да го немаат. Она за што би сакал да кажам е дека на европско ниво, доколку гледаме, па и на светско ниво, формирање на паралелки со помал број на ученици воопшто и не е тема на разговор, туку таму се гледа на комплетно друга математика, односно се гледа бројот на вработени наставници кои што би ги покриле учениците кои што се распоредени. Можам да кажам дека европскиот просек изнесува, тоа се вели рацио наставник спрема број на ученици. Европскиот просек изнесува 13,4, во Соединетите Американски држави тоа е 15 ученици на еден вработен наставник, додека пак на територија на општина Штип тој број изнесува некаде околу 11 ученици на еден наставник. Сега овде прашање е, нели, дали ова е добро или е лошо, затоа што јавноста може да перцепира дека формирањето на паралелки со помал број на ученици е лошо, додека пак од друга страна се има и соодветни бенефити. Имено, паралелка која што би имала помал број на ученици овозможува поддиректна комуникација на наставникот со учениците, подиректно пренесување на знаењето, поголема дисциплина кај учениците и генерално на светско ниво овие паралелки, односно ученици кои што учат во вакви паралелки имаат подобри успеси. Така да ако гледаме работата од оваа гледна точка, во тој случај нашиот образовен систем би бил подобар од образовниот систем во Европа, односно во образовниот систем во Соединетите Американски држави. Но од друга страна, истиот коефициент го покажува и степенот на вработеност кој што го имаме во институциите, па така да тој може да покаже и превработеност, односно поголем број на наставен кадар, што значи пак дека за системот тоа е оптеретување финансиско.
Сега, реалноста би била негде помеѓу овие две крајности. Сметаат експертите дека 18 ученика е оптимален број на ученици во една паралелка, значи 18 е потоа што законски е предвидено кај нас, и дека во една таква ситуација би имале паралелки кои што би биле најсоодветно концепирани, односно паралелки во кои што наставникот би генерирал една динамична, компетативна атмосфера и каде што учениците најдобро би можеле да ги покажат своите знаења, а во исто време системот да не биде финансиски оптоварен. Ако ги земеме последните бројки, еве согласно уписот на правачиња кој што беше денеска, кое училиште на територија на општина Штип има најмал број на запишани правачиња? Па видите, значи тоа е број кој што варира од година на година, во зависност од самиот наталитет на народот, на луѓето кои што живеат во дадената област. Како најмало училиште на територија на општина Штип е училиштето Славејко Арсов, па така да нормално дека тоа би имало најмал број на ученици, и најголемо е нормално централното училиште Ванчо Преке. Кога зборуваме за централно, мислам на училиште кое е во самиот центар на градот. Тоа има најголем број на ученици, но овде доста во последниот период се истакнува и основното училиште Димитар Влахов, каде што со развиот и со проширувањето на градот во тој дел имаме поголем број на ученици кои што се запишуваат. Така, ако го споменавме основното училиште Ванчо Преке, кое практично се наоѓа во центарот на градот, меѓутоа и овде стои проблемот со реонизацијата, односно проблем родителите да сакаат своите деца да ги запишат во училиште кое што според место на живење не е во нивниот реон. Можеме ли да кажеме дека во основното училиште Ванчо Преке има најголем број на барања децата да бидат запишани токму овде? Вака, како прво би рекол дека почитувањето на реонизацијата на територија на општина Штип во голема мера се спроведува. Именно 87% од децата кои што се запишани во правооделение се според реонот на кој што се доделени. Значи имаме точно барање за ученици кои што би сакале од едно да преминат во друго училиште, и тој број е некаде околу 10 до 13%, варира од година во година, и лично сметам дека тој број е прифатлив со оглед на тоа дека постојат и оправдани причини тоа да се случи. Ако земеме ги распоредиме барањата по училиште, секако дека Ванчо Преке според големината на училиштето би имало најмногу барања, но овде не заостанува и основното училиште Димитар Влахов со оглед на експанзијата на градот во тој дел, не заостанува ниту основното училиште Тоша Арсов. Која е најчестата причина поради која сакаат родителите своето дете да го префрлат од едно во друго училиште? Најчеста причина се наведува работните обврски. Родителите кои што работат во центарот на градот го избираат основното училиште Ванчо Преке поради тоа што кога патуваат на работа би можеле своето дете да го остават на училиште, а додека пак кај основното училиште Димитар Влахов најчеста причина е фактот дека голем дел од децата овде практично се преселени и се доселени во тој дел на градот, повторно ќе кажам со оглед на растот на градот во тој дел, локацијски блиску до основното училиште Димитар Влахов. А кој услов треба да биде практично исполнет за да може едно дете да биде преместено од едно во друго училиште? Законски, за да може едно училиште од детето да биде преместено од едно во друго училиште, е потребно во училиштето да има слободно место, значи училиштето кое е надвор од реонот. Во тој момент самото дете, односно ученикот, ја губи можноста да користи бесплатен превоз според закон, а додека пак доколку би немало слободно место, во тој случај тоа дете не би можел, односно тој ученик не би можел да се запише во друг реон. Со оглед на фактот дека во последниот период имаме иселување, односно миграција, нешто што се случува насекаде во нашата држава, речиси во сите училишта имаме слободни места, а уставно загарантирано право, а и согласно законот за основно образование, на родителите им е овозможено да избираат во услови кога за тоа постои можност. И општината како основачно училиштата воопшто не е во можност да тоа го спречи. Овде е и проблемот со сегрегацијата кој што се јавува неколку години наназад. Како општина Штип реагира по ова прашање со оглед на фактот дека имаме чистокрвни ромски паралелки формирани во основното училиште Гоце Делчев? Па вака, сегрегацијата е навистина еден проблем кој што се провлекува и кој што години бил ставан под тепих. Многу администрации се промениле, проблемот немало решение и проблемот бил игнориран. Така би сакал да се изразам и покрај тоа што постоеле одредени обиди, можеби во минатото ситуацијата била поинаква, па не бил толку видлив за јавноста, но денес е видлив, за жал, и постои и е факт и ние не сакаме да го игнорираме, ниту пак да го ставаме под тепих и понатаму, туку бараме активно решение за истиот.
Јас прво би сакал да кажам дека кога зборуваме за сегрегација, тоест дискриминација врз основа на сегрегација, зашто нашата општина и едно наше основно училиште беше осудено како во Страсбург, така и овде во Скопје. Самата сегрегација во поглед на дефиниција на зборот сегрегација не значи дека овие ученици се изолирани во посебни простории, не значи дека овие ученици влегуваат во училиштето од различни влезови, не значи дека немаат достапност до истиот наставен кадар, дека имаат достапност до истите помагала, до истите лаборатории или што и да е во училиштето, тие ги користат буквално истите услови, истите наставници, истиот влез со останатите ученици кои што се во тоа училиште. Но сепак постои една социјална бариера, односно поделеност помеѓу македонците како националност и ромите како националност, при што се формираат чисто ромски паралелки. Сега проблемот е доста комплексен. Голем дел од ромите се запишуваат во училиште покасно, што резултира до тоа да се појават чисто ромски паралелки. Голем број од македонските родители избегнуваат да ги запишуваат своите деца во ромски паралелки или бараат формирање на чисто македонски паралелки, што само повеќе го компликува проблемот и дополнително го истиот отежнува. Јас се надевам дека во блиски днина ќе имаме соодветно решение. Ние минатата година како општина излеговме со акциски план во кој што понудивме серија на мерки кои што им стојат на располагање на ромите пред се, со цел да ја спречиме нивната сегрегација и дискриминација, затоа што е срам за општина Штип да биде осудена, срам е да бидеме обвинети и да бидеме виновни за нешто што воопшто не е наша цел, воопшто не е наша намера. Напротив, ние сме за интеграција, ние сме за меѓуетничко разбирање, ние сме за секој дете да учи заедно со останатото дете, но во исто време, значи, се бориме со стереотипи кои што биле градени години назад и што на ово училиште, конкретно на Гоце Делчев, му донело епитет по кој што е познато повеќе во нашето општество отколку по неговото име. Споменавте ни за мерки, ајде да кажеме дел од нив, што еве практично изминатите години се преземаше за да се надмине овој проблем. Па како прво би спомнал дека во неколку наврати беше променета реонизацијата. Тоа всушност беа едни од препораките на судот во Страсбург да се внимава на реонизацијата. Реонизацијата беше промената од страна на Советот на општина Штип. Потоа со акцијскиот план беше предвиден и превоз на учениците роми до останатите основни училишта на територија на општина Штип, нормално бесплатен превоз, со кој што тие би се сместиле во оделенија во кое што доминантно население би било македонското население. Исто така од ова година се предвидуваат и одредени мерки кои што се уште се во фаза на анализа од аспект на позитивна дискриминација на овие ученици, значи имплементирање на мерки во училиштето Гоце Делчев кои што би биле супериорни во однос на мерките и условите кои што ги имаат учениците во другите училишта, со цел да привлечеме повеќе ученици овде во ово училиште и со цел да ги мотивираме македонците, но и ромските ученици да останат во ово училиште. Имено би сакал да напоменам дека на последното доделување на наградите за првенец на генерација, кој што беа фатени ученици од средните училишта, кои што нормално излегле од основните училишта, 3 од 4 добитници на награда првенец на генерација во средните училишта потекнуваат од основното општинско училиште Гоце Делчев. Значи станува збор за училиште кое што располага со кадар, кое што располага со современи услови, комплетно дигитализирано училиште, прекрасен кадар, прекрасен менеджмент и кој што училиште заслужува да добие шанса. Можеме ли да кажеме дека ваквите мерки даваат резултат? Колку еве има интерес кај родителите од ромска националност своите деца да ги праќаат на училиште еве во некое друго училиште во Штип? Да го користат оној што го споменавте бесплатен превоз. Од она што ги имаме ние како податок, до сега не е интересот пројавен кај овие ученици. Значи кај ромите нема пројавен интерес да го користат ова. Имено во пред една недела гостин во општина Штип беше и министерот за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска, на кој што се одржа еден состанок на иницијатива на Оделението за образование во општина Штип. На состанокот освен министерката присуствуваше и градоначалникот, присуствуваше и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Една од точките беше токму сегрегацијата, токму мерките кои што беа фатени со акциониот план. И како скрајен заклучок од тој состанок беше изработкан еден документ, стратегија за образовен и економски развој на општина Штип, во кој би ние инкорпорирале повеќе мерки, помеѓу кои е сегрегацијата, односно преку оптимизација и преку рационализација на ресурсите со кои што располагаме, да создадеме подобри услови за образованието, да го искористиме знаењето на Универзитетот Гоце Делчев Штип, со цел да направиме на комплетна слика која што ќе ни даде подобар воспитно образовен систем, но и подобар економски развој на градот Штип. Ако го земеме
Тоест, во сите паралелки во основните училишта има и ученици кои што имаат пречки во развојот. Како тоа влијае врз останатите ученици, колку наставниците практично може да се справат со ризикот, еве да предаваат на сите останати ученици, меѓутоа и да ги вклучат во наставата учениците кои што имаат пречки во развојот? За жал, во денес, па и во блиски дни, мислам во минатото, имаме многу ученици кои што се со попречености, кои што се појавуваат и тоа е реалност. Ние овие ученици никако не смееме да ги игнорираме. Туку наша цел е да ги инклузираме, односно да ги вклучиме во образовниот процес. Доколку погледнете од аспект на офотот кој што тие го имаат во паралелките, значи еден ученик со посебни потреби, кога се прави она пресметка за која што претходно зборувавме, се брои како 3 ученика кои што се без попречености. Но сепак нивното инкомпонирање во образовниот процес е задолжително и ние на овие индивидуи, значи гледаме како едни од нас, без разлика на одредени потешкоти кои што можеби тие ги имаат. Во делот на наставниот кадар, секако дека на наставниот кадар му се потребни соодветни дообразување, соодветни обуки кои што би му помогнале подобро да се справи со овие ученици. Затоа во образованието се вклучени образовни асистенти, исто тема која што беше доста актуелна деновиве. Од аспект на општина Штип, можам да кажам дека во претходниот период беше посветено посебно внимание на нови училишта. Знаете, сите основни училишта на територија на општина Штип имаат веќе сензорни соби. Так. Во блиски дни ќе работиме на соодветни обуки на лица кои што би работеле во овие сензорни соби. Инаку како пример еве би го зел основното училиште Ванчо Праке, каде во минатото во серија беше работено токму ново прашање. Така беше поставена соодветна пристапна рампа, беше поставена автоматска врата, беше набавен мобилен транспортер со кој што ученици со попречености во инвалидска количка би можеле да ги користат и погорните калативи од училиштето, а еве можам да најавам дека и во моментот се работи на адаптација на тоалетите, така да тоалетите ќе бидат попристапни и за овие ученици. Наша цел е преку низа на проектни активности да овозможиме системско функционирање, односно системот да може на самиот воспитно-образовен систем да може нови ученици да им даде полесен пристап до училиштата, да може да им даде поквалитетно образование, затоа што тие се исто така ги имаат истите права како и сите останати ученици. Исто така, деновиве пред почетокот практично на новата учебна година можеме да забележиме и ученици, тоест правачиња, меѓутоа и деца кои што се во погорни одделенија да бидат запишани на приватни курсеви, колку дополнително образованието еве од приватни курсеви по англиски, математика, физика влијаат добро врз самите ученици. Па ова е прашање за кое што веќе напоменавме и начнав на оваа тема, можам да кажам, кога зборувавме за формирањето на паралелки со помал број на деца, веќе споменав дека самото формирање на паралелки со помал број на деца, при што наставникот има подобар контакт со овие деца, му возможува подиректен пристап на наставникот кон ученикот, со што ученикот има полесен пристап до знаењето кое што наставникот му го дава. Запишувањето на курсиви, на приватни курсиви, без разлика дали е тоа по странски јазици, дали е тоа по природни науки, без разлика, е право на родителите, но сакам да напоменам дека фактот што во училиште имаат нешто слично е можност која што нашиот воспитно-образовен систем го нуди, практично државните пари се ориентирани кон тоа да на учениците им се овозможи подобар пристап до знаење во училиштето. Секако дека доколку тие имаат желба можат да користат и курсиви надвор од редовниот воспитно-образовен систем, зашто постојат соодветни регулативи, постојат соодветни правила кои што се во надлежност пред се на централната власт. Имаме и можност децата да одат целодневно на училиште, тоест по завршување на часовите да бидат целодневно згрижени. Тоа на територија на општина Штип се практикува за учениците од прво до трето одделение. Како е прифатено од страна на родителите, каков е интересот и што им нуди тоа на учениците? Значи, како продолжение од престој на учениците так. Во основните училишта, за прв пат беше имплементиран во основното училиште Гоце Делчев. Можам да кажам за прв пат во блиски днина, иако истиот постоеше пред доста години назад во основното училиште Ванчо Праке. Од пред некоја година и основното училиште Ванчо Праке повторно опреми простории во кои што учениците се згрижени и во кои што тие можат да престојуваат по завршувањето на часовите. Практично продолжение од престој им возможува на учениците да можат своите домашни задачи, да можат своите лекции да ги учат за време на престојот во училиштето, каде што се соодветно згрижени, без при тоа да им се наплаќа, значи тоа е комплетно бесплатна опција. Многу наши сограѓани досега користеа услуги од приватни вакви продолжени престои, би рекол.
Со појавувањето на оваа опција интересот е навистина голем. Ние во моментот работиме на проширување на капацитетот, исто така и работиме на проширување на офатот, како што знаете во основното училиште Ванчо Плеке тој офат беше од прво до трето, но интересот е навистина голем, што мене искрено ме радува, затоа што тоа е еден проект на кој што напорно работевме и произлегува иницијатива на родителите, морам и тој да го потенцирам. Напорно работевме на тој проект, ги прошируваме постојано капацитетите и се надеваме дека во блиски дни, затоа што доаѓаат барања од останатите училишта, во рамки на можностите на училиштата ќе биде и во останатите училишта имплементирано, а согласно најавите на Министерството и со новите законски измени кои што се предвидува да се воведе целодневна настава во училиштата и тоа би значило концепт во кој што учениците за време на престојот во училиштето од 8 часа би имале настава, би ја завршиле домашната задача, би ги научиле потребните лекции и воопшто не би имале потреба своите учебници, своите материјали да ги носат дома кај родителите, значи тоа би им било слободно време. За време на престојот во училиштата би научили се што треба да научат и практично наставниците би им го пренеле целото знаење за да тие 8 часа бидат ефективно и ефикасно искористени. Ако зборуваме еве веќе за продолжениот престој во училиштата, се појавува и булингот, односно врсничко насилство. Што покажува праксата од претходните години, какви генерации на ученици доаѓаат и дали повеќе е застапен булингот во основните училишта? Па пред да дојдеме до булингот, јас би сакал да кажам дека ние многу често кога разговараме за образованието, забораваме да кажеме дека тоа е воспитно-образовен процес. Кога зборувам за воспитно-образовен процес, мислам на две компоненти: воспитна компонента и образовна компонента. Многу од граѓаните сметаат дека образовната компонента е единствена и практично се фокусираат токму на овој дел, на образовната, а воспитната компонента се заборава. Воспитната компонента, значи правилното воспитување, учењето на морални вредности на учениците и на децата, практично ќе даде до знаење дека булингот, но и други негативни појави, не само булингот, се штетни за нашето општество. Булингот како појава сам по себе, воопшто и не постои дефиниција во македонскиот јазик кој што правилно би го дефинирал, е појава кој што учениците многу тешко се одлучуваат и да ја пријават, така да многу тешко ние имаме пријави за булинг кој што е пријавен од страна на учениците, со цел да поттикнеме во иднина, значи овие појави негативни да се пријавуваат и да се реагира на истите. Во текот на минатата година имавме неколку кампањи, имавме кампањи и со приватни фирми кои што на нивна иницијатива беа склучени и се направија серија на предавања, серија од страна на експерти со цел да учениците се едуцираат на оваа тема. Овде исто би сакал да надополнам, кога зборуваме за воспитната компонента, дека во самите цели на образованието стои дека учениците треба да имаат морални вредности, учениците треба да имаат чувство на припадност кон нашата држава, значи треба да имаат чувство на припадност кон Република Македонија, нешто што се изоставуваше во минатото. Токму затоа беа преземени серија на мерки како воведување на Кодексот за морални однесувања во училиштата на иницијатива на општина Штип и на општо моје задоволство беше прифатено од училишните одбори на сите наши основни и средни училишта. Исто така интонирањето на химната и истакнувањето на македонското знаме воопшто не беа желба за некој празен популизам или пак не знам некој национализам, туку во основните цели на образованието ни стои дека ние треба да градиме чувство на припадност кон државата. Овде би поврза уште една негативна појава која што се појавува во нашето општество, тоа е вандализмот. Сведоци сте на постојано рушење, постојано кршење на јавни добра, значи се уништуваат клупи, се уништуваат детски игралишта, вредностите и моралната исправност се учи токму во училиштето. Доколку ние на нашите ученици им предадеме дека тие имаат вредности, дека имаат чувство на припадност, дека тоа клупа или таа играчка без разлика, тоа јавно добро е нивно јавно добро, добро на Република Македонија, во тој случај сум сигурен дека ќе изградиме едно подобро општество кое што ќе биде и кое што би имало многу подобра иднина. Освен за основците, од понеделник започнува учебната година и за средношколците. Каква е бројката овде? Колку средношколци се запишани во прва година во средните училишта на територија на општина Штип? Па вака, јас би кажал дека во средното образование се уште сме образовен центар на истокот, што искрено многу ме радува. Значи, нашите училишта успеваат да запишат повеќе ученици од бројот на ученици кои што завршуваат во 9 оделение. Ова година само во средните општински училишта беа запишани 506 ученика, што е за речиси 100 ученика повеќе од бројот на ученици кои што завршиле
9 оделение, тоа значи дека 100 ученика од околните општини го препознале тоа дека Штип е образовен центар и го избрале токму Штип да биде престојалиште и нивно во наредните 4 години да биде образовен центар каде што тие би се стекнале со соодветно средно образование. Она што можам да го кажам е дека учениците претежно во последните години го избираат средното стручно образование, овдека многу има влијание концептот на дуално образование преку платена пракса, но сепак и гимназиското образование не заостанува многу и се надевам дека со одредени дополнување во овој дел и гимназиското образование повторно би го вратиле да биде на соодветното место со оглед на тоа дека гимназијата Славчо Стоименски е еден од најпознатите училишта во нашата држава. Да, една од најпознатите училишта, меѓутоа ако ги земеме годинава барем бројките од првиот и вториот уписен рок, поголем број на средношколци имаме запишано во средното училиште Колен Ехтенин, како и во Штипската медицина. Па да, тоа го веќе споменав, значи дуалното образование и самиот факт дека во последно време голема промоција се изврши на средното образование, се фактори кои што не можеме да ги негираме и претежно значи учениците кои што доаѓаат од околните општини ги избираат токму овие средни и стручни училишта со оглед на тоа дека го споменавте средното медицинско училиште Јане Сандански, значи тоа е медицински центар кој што е можеби единствен на истокот од нашата држава и секако дека има соодветна репутација на ниво на држава, не само на ниво на град. Но јас сум цврсто убеден и работиме блиско со раководството на гимназијата веќе од наредната година да се воведат одредени новини, кои што новини би значеле дека и тие би биле во состојба да привлечат ученици од околните општини, инаку тоа е училиште кое што има традиција, училиште низ кое што и поминале многу наши бројни познати деци, така да верувам дека во иднина и тоа училиште ќе биде назад таму каде што заслужува. Изминатиот период тема која што се спомена беше воведувањето едносменска настава на територија на општина Штип, гимназијата Славчо Стоименски беше во игра. Дали само во ова училиште ќе се воведе едносменска настава? Вака, значи едносменската настава беше на иницијатива на Министерството за образование и наука, врз база на што се правеа бројни анализи и мислам дека од денес директорката на училиштето и официјално најави дека за скоро ќе се започне со едносменска настава во поглед на тоа дека се потребни сепак одредени зафати кои што би го тоа возможиле, овде кои влегуваат просторни услови, овде влегува регулирање на превозот, овде влегува регулирање на работното време во поглед на одморите, што би им возможило на учениците да имаат доволно време за време на храна, за време на одмор помеѓу часовите. Но сепак тоа не значи дека ќе застанеме само на средното општинско училиште, односно само на гимназијата. Во блиски дни се прават планови и се прават проценки на кој начин едносменската настава да биде имплементирана и во останатите училишта во нашата општина. Би сакал да ги кажам бенефитите од ова. Така. Значи како прво, она што секогаш излегува на прв поглед кога зборуваме за бенефити, се намалување на трошоците. Значи имаме намалување на режиските трошоци во поглед на трошоци за електрична енергија, во поглед на трошоци за затоплување, за ладење на училиштата, што би возможило поголема локација нови средства во инфраструктурни зафати, поголема локација во набавка на опрема, поголема алокација во набавка на современи наставни помагала кои што нови учениците би му возможиле уште посовремена настава. Понатаму, самиот факт дека ќе би работеле во една смена и на наставниот кадар и на учениците би им дале еден мотив и една ситуација во која што тие би биле повеќе концентрирани, фактот дека имате одреден период во кој што сте на работа, односно одреден период во кој што сте на училиште и дека потоа имате слободно време и ви дава поголема концентрација, а поголемото слободно време по завршувањето на часовите ви остава повеќе простор за активности со кои што повеќе би се надополниле, дали тоа би било одредено хоби, дали тоа би било посетување на нешто дополнително во поглед на надградување на учениците, значи има голем број на бенефити кои што едносменската настава би ги донела. Изминатата година имавме воведување на кодекс на однесување на облекување во средните училишта, кодекс кој што на почетокот делуваше позитивно, меѓутоа потоа имаше одредени реакции од страна на родителите, од страна на учениците, па еве на пример ќе го земам средното училиште Јане Сандански, каде што кодексот мораше да биде отстранет. Како влијае кодексот еве на облекување, на пример, за средношколците и зошто не беше според вас прифатен од страна на истите? Па вака, јас прво овде морам да ги напоменам и учениците во основно образование. Знаете дека општина Штип минатата година набави училишни униформи за учениците од прво до пето одделение
социјално намалување на оние социјални разлики помеѓу учениците, социјално зголемување на унифицираноста во поглед на изгледот и воедно помагање на семејниот буџет на граѓаните на нашата општина, значи тие беа доделени на учениците бесплатно. А во делот на средните училишта веќе зборував, кодексот беше воведен со цел подигнување на моралните вредности, но сепак најден одредени недоразбирања во поглед на активирање на одредени државни апарати кои што би рекол дека погрешно го сватија кодексот и погрешно сватија зашто тој беше имплементиран во училиштата. Наша намера во ниту еден момент не беше некој да му омаловажиме или пак да го спречиме да се чувства онака кој што смета да се чувства. Напротив, наша намера беше да ги научиме нашите ученици на одредени морални вредности кои што сметаме дека би им помогнале во иднина и би ги изградиле во подобри личности. Лично сметам дека во блиски дни на повторно би требало да поработиме на овој дел. Ние секако дека забелешките ќе ги прифатиме, но нашите ученици мораме да ги научиме на исправни вредности. За крај би ве прашала какви се условите во училиштата, во основното и средното образование на територија на општина Штип и кои проекти се предвидени во наредниот период, како инфраструктурно, така и во делот на подобрување на сите општи услови за учениците. По овој дел би го започнал со тоа што ќе кажам дека ние кога работиме на проекти, воглавно гледаме да тоа се проекти кои што меѓусебно се надополнуваат и со кои што системот би бил подобар од тоа што бил вчера. Значи, идејата е да се создаде еден систем кој што би функционирал и на граѓаните би им понудил системски решенија. Знаете, системот е поставен за да на граѓаните им понуди решенија преку системот. Да граѓаните не морат да излегуваат надвор од тој, да бараат решение и да на некој начин талкаат низ самите институции, туку системот е тој кој што треба да ги изгрижи. Па можам да кажам дека во поглед на инвестициите би ги напомена оние кои што се случувале пред се во минатото за да можам да се надоврзам во иднина. Во средното медицинско училиште беше комплетно реконструирана столаријата, значи беа променети прозорите, воедно беше инсталиран и фотоволтаичен систем на кровот на училиштето и беше саниран кровот на училиштето, што ни создава едни проекти кои што меѓусебно градат синергија. Знаете, се надополнуваат, имаме поголеми заштеди, имаме производство на електрична енергија што генерира заштеда, што на училиштето им му возможува да располага со повеќе средства, кои што би ги инвестирало во нешто друго надворот од во моментот што го има. Понатаму би кажал дека општина Штип доста се грижи за спортот. Еве во моментот имаме реконструкција на спортското игралиште кое што во основното училиште Тошарстов, нешто што се случуваше и во основното училиште Димитар Влахов, каде што се поставија современи центри за спортување. Истото беше резултат и во средното медицинско училиште. Би кажал дека во иднина ќе работиме на адаптација на енергетска ефикасност и на останатите училишни објекти. Овде би ја напоменал гимназијата Славче Стоменски, каде што се потребни одредени зафати кои што верувам дека ќе се случат во блиски иднина и кои што ќе ни овозможат да имаме едни училишта кои што во иднина ќе можат подобро да се одржуваат, училишта кои што ќе бидат подобри училишни центри и училишта кои што ќе привлечат повеќе ученици од останатите општини. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Имнет телевизија. И довидување.